Настапи во Македонија и надвор од државата, турнеи во Хрватска, Србија и Украина. Богато лето со културни настапи одбележа фолклорниот ансамбл Китка од Истибања, чии што фолклористи на секој фестивал во вистинско светло ја представија Македонија како вистински амбасадори на македонскиот фолклор и традиција. Се представија со обичаи специфични за регионот на Истибања, белење платно, сечење облак, берење билки и сите обичаи поврзани со соодветни песни и ора. Се вратија со емоции и впечатоци. Во Македонија би ги спомнал фестивалот во Ризари за ѓурве, потоа фестивалот во Долини Пеца Танасовски, државниот фестивал Илинденски денови во Битола. Од меѓународно реноме настапивме кога бевме на државниот фестивал Илинденски денови во Битола, директно отидовме екипата комплетна за јубилејниот 55-ти меѓународен фолклорен фестивал Смотрата на фолклорот во Загреб, каде што навистина на јубилејни издание да се учествува, да бидеш изберен од толку многу земји е голема чест и задоволство, а веднаш после Смотрата на фолклорот ни се така директно отидовме па уште на еден фестивал меѓународен, ЦИО фестивал овој пат во Пријеполје во Република Србија, и таму навистина бевме интересен беше фактот што први гости во хотелот група што гостуваше беше токму ансамблот Китка, и тоа беше едно големо чувство и задоволство. После враќањето од овие 3 фестивали поврзани, Синџер фестивали, после 2 дена отидовме уште на 5-дневна турнеја овој пат во Пирот, Република Србија, исто така ЦИО фестивал, каде што презентиравме Македонија и македонскиот фолклор. После Пирот се вративме ден-два, заминавме уште една голема турнеја, навистина голема, што во последните многу години не сме имеле. Бевме на ЦИО фестивалот Лицидерско срце во Ужице градот, во Шумадија во Србија, каде што од 10 ансамбли од светот, 4 ансамбли беа изберени да бидеме и во Андриевич град во Босна и Херцеговина, и во Антич, каде што пишува мостот на Дрина, и таму бевме гости во Босна и Херцеговина ден-два. И веднаш после реализацијата на сите споменати турнеи, фолклорниот ансамбл Китка ова лето го заокружи со турнеја и настап на голем меѓународен фолклорен фестивал во Украина, каде што за прв пат на тој фестивал учествуваат македонски фолклористи. Фестивалот се вклопи и со 30 години независна Украина, каде што фолклористите од Истибања биле пречекани како вистински амбасадори од Македонија и македонскиот фолклор, каде што присутни биле и македонскиот претседател и министер за надворешни работи. Честа ни беше што бевме гости во парламентот на Украина, кај министерот за култура на Украина, кај градоначалникот на градот Киев, градоначалникот кој што е градоначалник на 3,5 милиони луѓе, Киев е околу 3,5 милиони луѓе што живеат таму, и навистина тоа беше едни чувства кога ни свира државната химна на Македонија на настапите, кога презентира минутна видео материјалот за нашата држава пред нашиот настап. Тоа беше за нас голема чест. Освен културните настапи и приемот кај претседателот, парламентот и градоначалникот на Киев, домакините им организирале и екскурзии со крстарење по реката Днепар, ноќна екскурзија низ Киев за запознавање на културните знаменитости на градот, како и возење на метро, едно од најголемите и најбрзи во светот, што за децата е едно големо доживување. Митковски рече дека настапите и турнеите во странство отвораат можност за покани на други меѓународни фестивали, пошто веднаш добиле покани од повеќе држави за гостување, поради што се надеваат на успешна реализација во 2022 година. Фолклорниот ансамбл Китка е основан 1975 година на иницијатива на уметничкиот раководител Стојко Митковски, и во тој континуитет од 4 децении ги обновува, негува и наградува обичаите, игрите, песните и фолклорот од Истибања и пошироко од осоговијата. Фолклористите настапуваат во уникатни народни машки и женски носии, а фолклорниот ансамбл Китка со гордост го носи епитетот репрезент на македонскиот фолклор, бидејќи го негува македонскиот фолклор и народните инструменти.